ова издание, медицинска дипломатија, Кина индиректно ја условува испораката на вакцини, предупредуваат експерти. Колку читаат македонците? Каде оди македонската литература? Интервју со добитникот на наградата Роман на годината. Нова технологија за заштита на поштенски пратки од кражби. Останете со нас. Ке ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Кина стана главен снабдувач на вакцини во голем дел од светот. Но експерти предупредуваат дека медицинската опрема не доаѓа и без условувања. Надеж пристигна во оваа клиника во Ла Паз, Боливија, во форма на кинеските вакцини Синовак и Синофарм. Боливија, како и други држави во Латинска Америка, е силно погодена од COVID-19. Кина вели дека планира да обезбеди вакцини за 53 држави, вклучувајќи и многу во Латинска Америка, и дека имунизацијата ќе ја направи достапна и пристапна. Председателот Џо Бајден вели дека се фокусира на дистрибуцијата на вакцини за сите американци пред да почнат да се извезуваат. Но неговата администрација се повеќе се соочува со прашањето зошто САД не ги делат залихите на вакцини со соседите, особено складираните дози од AstraZeneca, која не е одобрена за употреба во Соединетите држави. Сега Белата куќа вели дека администрацијата планира да сподели одреден број дози од AstraZeneca на почетокот со соседите Канада и Мексико. Можам да потврдам дека имаме 7 милиони достапни дози од AstraZeneca. Работиме на план да позајмиме 2,5 милиони од нив на Мексико и 1,5 милион на Канада. Експертите велат дека Кина споделува медицинска опрема на големо, откако пандемијата започна во Вухан. Ова на Пекинг му даде дипломатска предност, а исто така и мека моќ за притисок врз Мексико, Бразил и други земји во развој. Кина успее да ја контролира пандемијата во своите граници многу поефикасно од САД и другите западни демократи. Тоа значи дека таму има помала побарувачка за вакцината, што на кинеската влада и дава поголем простор да испраќа вакцини по странство. Но државниот секретар Ентони Блинкен, додека беше во посета на Азија, предупреди дека кинеската медицинска дипломатија доаѓа со обврски и дека повеќето експерти се согласуваат дека нема ништо меко во кинескиот пристап. Начинот на кој кинезите ја спроведуваат дистрибуцијата на вакцините не е вистински хуманитарен порив, туку на вистина агресивен пристап кој во суштина бара Huawei да добие пристап до телекомуникацијските тендери во Латинска Америка, а влијанието на Тајван да биде намалено во регионот. Бајден вели дека сака сите возрастни американци да може да се регистрираат за вакцинација до 1 мај и дека се надева оти луѓето ќе може повторно да може да се собираат во помали групи за денот на независноста на 4 јули. Експертите велат дека откако ова ќе се случи, САД веројатно ќе станат најголем извозник на вакцини во светот. Скриени желби, немирни патувања е делото за кое писателот Владимир Јанковски ја доби престижната награда Роман на годината. За тоа колку македонците читаат и каде оди македонската литература, со него разговараше колегата Тоше Огњанов. Има ли стратегија за читателски навики? Зошто македонската литература недоволно е застапена во странство? Како пандемијата ги погоди авторите? На овие теми разговараме со Владимир Јанковски, добитник на годинешната книжевна награда Роман на годината. Имаше на почетокот на пандемијата одредена романтизација дури начинот на пишување, на начинот на творење. Тоа што сега недостасува се промоциите и комуникацијата со читателите. После првичното чувство на една позитивна одишка и изолација и можност човек да пишува, доаѓа второ или трето чувство дека едноставно комуникацијата, живиот диалог, живиот допир со читателите или со колегите оневозможено и сето тоа сепак влијае негативно во однос на книжевниот живот. Наградата на Јанковски му беше доделена за романот Скриени желби, немирни патувања. Вели дека книжевните признанија се значајни, но не и пресудни за животот на една книга. Не сакам литературата и уметноста да се свати како еден вид надпревар. Убавината на литературата и на уметноста и на книжевните дела е тоа што можеме да имаме повеќе омилени писатели, може да имаме повеќе книги кои што ни се омилени. Годинава во конкуренција за наградата беа 40 дела.
Тоа според Јанковски укажува дека книжевната продукција оди во нагорна линија, но бројот на читатели оди надолу. Мислам дека луѓето се помалку читаат и се помалку се одлучуваат за книгата како прва опција со која што ќе го поминат своето слободно време или за книгата како прва опција со која што нешто убаво и креативно ќе направат во текот на денот. Причините за овој негативен тренд Јанковски ги гледа во образованието. Мора да создадеме стратегија со конкретни планови и акции со кои што книгата ќе стане релевантна на најмладите читатели. Го отворивме и прашањето за застапеноста на делата од македонските автори низ светот. Многу често македонскиот писател се чувствува клаустрофобично во оваа наша книжевна сцена и тоа е нормално. Дел од решенијата, според Јанковски, е создавање тим од релевантни преведувачи од македонски јазик. И тоа е активност која што едноставно не може да ја направат ниту агенции кои што управуваат со авторски права, ниту издавачки куќи во Македонија, ниту писателски здруженија како Друштво на писатели или слично, туку тоа е нешто што може да го направи само самата држава. Системот на државата, бидејќи тоа подразбира инвестиција од сега, која што ќе се врати на еден благороден начин дури по 20 или по 30 години. Еден од аспектите што Јанковски ги опфаќа во неговиот роман е и модерното секојдневие. Живееме во лудилото на брзината наместо да живееме во разумноста на бавноста. А некои нешта да се забележат, некои нешта да се перцепираат на вистински начин, практично потребно е бавност. Останува на читателите да подзастанат, да си дадат оддишка и што поскоро да земат книга во рака. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов. Пандемијата драстично го зголеми пазарењето на интернет, а со тоа и испораките по пошта. Но пораст има и кај кражбите на пратките. Нова технологија може да ја зголеми нивната безбедност. Можноста да се испорачаат производи до пред врата е спас за многумина во време на пандемија. Но има и проблеми. Заедно со партнерот гледавме како пријатели, соседи и роднини ги губат пакетите. Се случуваше многу почесто отколку што може да замислите. Милиони пакети исчезнуваат секој ден. Според истражувањето на Сипласар, преку 43% од онлайн купувачите во САД имале украден пакет во 2020. Има разни решенија, меѓу кои поштенско сандаче или да ја дадете дозвола на компанијата да влезе во домот за испорака. Предприемачот Лери Адамсон направи апарат со аларм кој испраќа сигнали со помош на Wi-Fi. Може да се прикачи на кутија во секоја големина, на коверт или на што и на друго саката. Кога ќе го закачите, се мести алармот кој се активира при обид за крадење. Системот кој е поставен дома испраќа известување до корисниците веднаш по пристигнувањето на пратката, за да се избегне потребата од аларм. Но дали возачите што ја носат пратката ќе трошат дополнително време за да го закачат апаратот на пакетот? Адамсон смета дека имаат причина да го направат. Ако знаат дека има можност да добијат бакшиш, тогаш веројатно би останале уште 4 секунди подолго за да го заштитат пакетот. Лицата кои што ја вршат испораката се идентификуваат себе си со уникатен домашен код, креирајќи линк што би можел да води до бакшиш. Дали алармот е доволен за да ги спречи крадците останува да се види, но мала дарежливост кон вредните работници е добре дојдена. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на нашиот вебсайт glasnaamerika.com, како и на нашите профили на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон!